Составот на новата влада ќе биде познат откако движењето Беса ќе донесе одлука дали ќе партиципира или само ќе ја поддржи однадвор новата извршна власт. А тоа зависи од одговорот на СДСМ, дали ќе ги прифатат нивните барања. Во власта да нема луѓе за кои СЈО води постапки, рокови за донесување некои закони, како на пример Законот за јазиците, редефинирање на државата, нова територијална поделба. Од партијата на мандатарот Заев пред 2 дена побарале на писмено да им бидат доставени барањата заради внатрепартиска анализа. Но одговор од Бихачка се уште нема. СДСМ неофицијално ќе раководи со внатрешни, евроинтеграции, земјоделство, финансии, труд и социјала, култура. Ресорот здравство ќе зависи од учеството на Алијансата за албанците, а ресорот правда од одлуката на Беса. ДУИ ќе ги задржи Министерствата за економија, локална самоуправа, животна средина, а неофицијално ќе ја добие и одбраната. Имињата засега не се познати во јавноста, ама и содржината на владината програма како резултат на преговорите со коалиционите партнери. Денеска ВМРО ДПМН соопштуваат дека додека тие работат за подобра иднина на сите, партнерите на Заев се пазарат колкав дел од тиранската платформа да се реализира, а колкав да остане во следната фаза. Граѓаните гледаат што се случува и не сакаат кога некој како Заев ги влече за нос. Затоа СДС треба да собере храброст и што е можно побргу да овозможи редовни локални избори и предвремени парламентарни, на кои граѓаните ќе можат да му кажат што мислат за сета негова деструкција и негаторски однос кон државата и нејзината иднина. Деловнички, дебатата за владата во собранието трае најмногу 2 дена, а до полнок треба да се изгласа.